Парламентарни избори 2016. Продолжуваме со серијалот емисии за изборните програми на коалициите и партиите кои партиципираат во овие избори. Денес разговараме со Стефчо Јакимовски, председател на ГРОМ, една од партиите од коалицијата за подобра Македонија. Господин Јакимовски, добре дојдовте во Канал Плюс. Добре ве најдов. Вие сте и актуелен градоначалник на Скопската општина Карпош, меѓутоа вашето гостување денес во Канал Плюс е главно заради тоа што како лидер на ГРОМ коалицирате во коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Ке разговараме за предстојните избори и за вашиот дел од коалицијата, ваше видување на програмата и она што го нуди оваа коалиција. За почеток би кажала дека познати сте во јавноста како политичар без влакно на јазикот, таков бевте и кога коалициравте со Социјалдемократскиот сојуз, кога бевте дел од таа партија, кога потоа и коалициравте со партијата која ја основавте, таков сте и сега. Редовно сте на мета на политичарите и најмногу ви замеруваат поради тоа што коалицирате од една диаметрално спротивни политички опции и токму на почеток да расчистиме што е тоа што ве оддалече од СДСМ и за овие избори се одлучивте да дадете поддршка на коалицијата на ВМРО. Вака, СДСМ смета кога тие некого ќе тргнат од нивните редови или кога тие некого ќе отстрелат, тој треба да се самоуби или да се самозапали. Очигледно дека тоа не е така, затоа што и јас имам потенцијал и можам политички да се надпреварувам со своите конкуренти. Не јас од СДСМ, туку СДСМ од мене се откажа, што значи дека ние сега имаме своји различни патишта и различни гледишта за работите во политиката, во економијата, во функционирањето на локалната самоуправа и едноставно ние сме политички конкуренти. Јас сум лидер на граѓанската опција за Македонија и секоја партија се бори за дел од колачот, односно од политичкото сонце што го има овде во Република Македонија. Нормално, јас ги застапувам интересите на мојата политичка партија и нашите ставови не се сопаѓаат со оние ставови што ги има Социјалдемократскиот сојуз. Ке продолжите ли во тој стил, значи без влакне на јазикот, да се точно дефинираат работите и да се кажат во крајна линија такви какви што се, без оглед на изборните резултати? Па, досега никој не искочил и не кажал тоа што го зборува Стефчо Јакимовски не е точно, или тоа е лага, или да демантира со аргументи. Мој стил е секогаш да разговараме со аргументи. Например, една од работите што во ова политичка кампања повеќе пати ја спомнувам, дека господин Зоран Заев побара од мене 250.000 евра, односно јас бев консултант на една странска фирма и за работата што требаше да ја добие во Струмичкиот регион побара 250.000 евра и тоа напишани на ливче со точен распоред с парите. До денеска господин Зоран Заев не демантира, не вели дека тоа не е така, ниту пак било што друго да каже, туку напротив дури упатува обвинувања на моја сметка, што очигледно кажува дека ние што се бавиме со политика најдобро е да разговараме со аргументи, затоа што аргументите се тие кои што на крај победуваат. И јас сум склон кон тоа да секогаш разговарам со аргументи и оваа работа ја употребувам само тогаш кога некој се обидува да зборува за криминал, за корупција. Јас сметам дека Социјалдемократскиот сојуз има инкубација, односно не би требало да зборува за болест од која што е заразен, значи за корупцијата е својствена на Социјалдемократскиот сојуз и затоа тоа го употребувам за да граѓанството знае дека оној што зборува за корупција, напротив, тој е еден од најкорумпираните луѓе во Република Македонија. Освен дека е коруптиран, дека е корумпиран и коруптира Зоран Заев, денови ве излеговте и со став дека е велепредавник, а за специјалното јавно обвинителство кажавте дека е ОЗТ на СДСМ. Па тоа не треба да си политички писмен, од сателит се гледа што е што.
да во недостаток на политичка програма, во недостаток на економска понуда, економска, социјална, енергетска, земјоделска понуда, односно политика, понуда за политичка стабилност во Република Македонија, да отидеш надвор од Република Македонија, да се сретнеш со албанската диаспора и да кажеш дека твојот народ е виновен за се овде на Балканот, односно дека практично ние македонците сме јаболкото на раздорот, дека не може за се другите да се виновни, веројатно вината е кај нас, практично фрла една голема анатема врз нас македонците и такво нешто не изговориле ниту најокорелите националисти, особено бугарски националисти, туку напротив, ова го кажува човек што се бори за власт во Република Македонија и тоа не е ништо друго освен велепредавство на сопствениот народ, иако на тоа се надоврзе соработката со странските разузнавачки служби, со земањето на прислушкуваните материјали, нивното објавување и така натаму, сето тоа јасно покажува дека човекот се здружил со луѓе кои што очигледно не и мислат добро на Македонија. Не може да каже дека и мисли добро на Македонија оној што вели дека и Источна Македонија треба да биде двојазична. Ево, јас се обраќам директно до гледачите. Може ли да ми објасни некој која е веројатноста албански граѓанин, албанец од Македонија да побара било каква услуга во Пекчево, во Делчево, во Берово, во Каменица, во Кратово? Значи, претпоставам дека веројатноста е 100.000. И сега Источна Македонија и така е под страшен економски притисок, односно голем дел од граѓаните, особено младите, се иселуваат, заминуваат во странство, и кога вие на сето ова ќе му додадете тезата за двојазичност во Источна Македонија, тоа буквално луѓето ги дотепува. Тоа е главната мана на Социјалдемократскиот сојуз, не дават ни надеж. Значи, изборната кампања и изборите треба да дадат надеж кај граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз не дава ни надеж на граѓаните, а камоли било каква друга понуда, економска, социјална или било каква друга понуда. И не можам да кажам ништо друго, освен дека овој човек е велепредавник, само внесува немир во душите на македонските граѓани, особено овде во Источна Македонија, а не можам да видам дека нешто корисно се нуди на граѓаните на Република Македонија. Вие и како колеги веројатно соработувате, тоа е градоначалник на Струмица, вие на Карпош. Како оди таа соработка? Вака. Јас ќе ви дадам една паралела. Карпош во овој момент до денеска има 319 проекти. Господинот Зоран Заев има 34. Господинот Зоран Дамјановски во Куманово има 56, а господинот Андер Жерновски во Скопје има 117, односно сите тие заедно има 217 проекти, а ние во Карпош имаме 319, ние представуваме 65.000 граѓани, тие представуваат и собираат пари во буџетот од 230.000 граѓани. Тоа јасно покажува кој што и кој онаа работа, онаа власт што му ја дале граѓаните, ни дале локална власт и на мене и на господин Зоран Заев, кој како ја практицира таа власт и колку се грижи за решавање на проблемите во својата општина. Очигледно дека е презафатен со соработката со странските разузнавачки служби, очигледно дека не му се допреслушани сите материјали, веројатно многу време поминува со слушалките на уши и тоа е главна причина веројатно што трпат штета граѓаните на Струмица. Но како можеш да бараш власт да ја водиш цела држава кога ти примерот имаш лош пример во собствената општина? Например, зборува дека ќе враќа од ДДВ-то пари на граѓаните. Таков пример ние не можеме да видиме во Струмица. Например, ние во Карпош враќаме на сите оние кои што ќе изградат енергетски ефикасен објект, во зависност тоа до кој степен енергетски ефикасен, до 20% од комуналите враќаме на граѓаните. Така да не можеш да зборуваш за некои работи за кои што ти имаш власт
на одредено парче од Република Македонија и таа власт очигледно примените што сакаш да ги дадеш на цела Република не ги применуваш, односно не можеш да го кажеш искуството дека тоа добро функционира во твојата општина. И уште да се навратиме за специјалното јавно обвинителство на митинзите и вака во медиумите на пресконференции на Гром јасно беше кажано дека според вас специјалното јавно обвинителство е продолжена рака или ОЗТ на СДСМ? Па искрен да бидам, мене до нови ми фали специјално обвинителство, ми фали Катица Јанева и Незе да ја видиме во изборнава кампања. Таа очигледно се обиде да направи да биде дел од оваа кампања. Таа повеќе штета им нанесе отколку што им прави корис. Видовте последната пресконференција за што беше дека имало 5000 снимени разговори за кои што немало изречено пим мерки. Ја откри Америка. Па овој цел циркус се случува затоа што некој незаконски вршел прислушкување. Токму тоа тоа се знае. Не е нешто со кое што таа не изненади. Точно се знае кој снимал. Звонко Лазаревски. Тој се призна во судот. Денеска не е ниту 43-та година, ниту 45-та, ниту 48 година. Денеска во истрага никој никого не тепа, никој никого не допира со рака, туку ве соочуваат со фактите, со аргументите и нормално имаш право на свој адвокат, кој што адвокат очигледно на господинот Лазаревски му кажал дека фактите се непобитни и дека најдобра варијанта е да се спогоди со обвинителство за да добие помала казна, а од друга страна да си го признае собственото дело. Впрочем, кај човекот беа најдени 100.000 евра пари, а за тоа немаше објаснување од каде. Значи, тој се призна дека по налог на Верушевски, дека за тоа добивал пари и така натаму. Се е јасно и не знам зошто жената правеше пресконференција. И искрено да видам, мене лично, господјата Катица Јанева, во овој момент ми фали да ја видиме малку пак во изборната кампања, пак со некоја небулоза. Ние од сам старт не го признаваме специјалното обвинителство. Не може некој да прави упад во судскиот систем. На господин Зврлевски од февруари почна Заев да ги објавува снимките, на 2 јуни му ги одземавме ингеренциите, тоа значи за 4 месеца му ги одземавме ингеренциите, а гледаме дека они имале сериозни истраги правеле и одредени работи значи можеле да ги завршат до крај. И јас сум длабоко убеден дека толку оставија на Зврлевски и на државното јавно обвинителство тој предмет каде што они ќе се фатеа и каде што ќе најдеа евентуално злоупотреби и така натаму, немаше теоретска шанса некој да се извлече. Очигледно дека на ваков начин се одбра обвинители кои што под партиска директива се обидуваат да работат. Пред се им е желбата да направат циркус во Република Македонија, отколку да му служат на народот. Нема граѓани на Република Македонија, дали е позиција, дали опозиција, дали е македонец, албанец, србин, од било која националност, кој не сака да ја знае вистината. И она требаше да застане во одбрана на вистината, а не да застане на една страна. Тоа што се случува со господинот Заев, да го изигрува судот за предметот подкуп. Доживеавме и таков нонсенс да каже во судот дека едниот негов адвокат, пазите, на сите нас ни е доволен еден адвокат, на господинот Зоран Заев му треба 3 адвоката. Ако си во право, зошто ти требаат 3 адвоката? Па гледайте го Шешелј, отиде во Хаг под тешки обвиненија, го растури Хашкиот трибунал, растури цела меѓународна заедница, ама човекот кога е во право, кога делата кои што му се ставаат на товар, сигурен е дека тој не ги сторил. А господин Зоран Заев не еден, туку 3 адвокати и тоа едниот му се расипала колата, другите двајца му се разболеле и ние го добивме тој како да кажем, тој преседан, тој нонсенс во судот каде што обвинетиот практично ги заставува адвокатите. Значи, докаде дојде искривување и искарикирањето на нашето правосудство, односно обидите на некој да ги разнебиди, да ги омаловажи институциите на Република Македонија. На 11 декември ќе има избори. Вие лично верувате ли дека брзо ќе настапи период на стабилизација, бидејќи цела една година, оваа 2016 сме
под некој притисок со недефинирани правила на игра, со разрушени некако разрушен авторитет на институциите. Многу пресмитки говорат дека и економијата трпи голема штета, угледот на Македонија исто е разнишен внатре и надвор од државата. Колку време според вас треба за да се опоравиме, за да застане Македонија на стабилност? Па вака, дека Македонија го изгубила угледот, не се сложувам. Присуството на Себастијан Курц, министерот за надвршни работи на Австрија. Австрија е сериозна држава, членка на Европската унија, покажа дека угледот на Македонија не е разрушен. Точно дека имаме политичка криза, од прилика и надвор веќе точно знаат да дефинираат кои се причините за оваа политичка криза и кој е актерот на целата оваа работа. Ако тие не стоја зад Македонија и зад ова раководство, бидете убедени дека воопшто нема да му дозволеа на господинот Никола Груевски да биде носител на листа, да биде кандидат за премиер на овие избори. Напротив, се гледа дека Македонија натаму ќе има поддршката од меѓународната заедница и нормално дека ние натаму ќе чекориме по тој наш европски пат. Неколку зборови и за ГРОМ, за вашата партија, релативно млад субјект на политичкото небо на Македонија. Ме интересира, има ли интерес, народот пројавува ли интерес за членување и активирање партиски ангажман во мала партија, кога со години наназад некако најпривлечни и најпрофитабилни за партиски ангажман се двата големи политички блока. Што нуди мала партија, релативно нова, млада партија за членовите, воопшто еве и како партиципиент на изборите, што ќе понуди доколку стане дел на законодавниот дел од власта? Па видите вака, многу е тешко кога постојат два силни политички блока и тоа двата силни политички блока се со коалициони партнери. Вие меѓу нив да се борите сами. И уште потешко е кога сте во коалиција за да го зачувате својот идентитет. Со нашата проактивност, медиумска проактивност и со нашите јасни ставови пред се за политичката криза, за Пржинскиот договор, за специјалното обвинителство, за другите економски и политички состојби во Република Македонија, ГРОМ се наметна како со својот посебен идентитет и очигледно дека на сите анкети во Република Македонија, Граѓанската опција за Македонија е единствена партија која што се појавува од помалите партии со рейтинг повеќе од 1. Некаде имаме 1.2, 1.4 до 1.6, така натаму, но сите останати политички партии се од 0.7 па према 0.1. Тоа што им го нудиме на граѓаните е нашата политичка ориентација, а тоа е партија на центарот, тоа е граѓанска партија. За нас граѓанските права и слободи се свети работи и токму е главната причина зашто волку жестоко се спротивставуваме на злоупотребата на овие снимени материјали, зашто интимата и приватноста кај граѓанските партии е света работа и во интимата и во приватноста не сме никој да се меша, а најмалку да овие материјали што ги има да ги прислушкува, да ги злоупотребува и така натаму. Следната работа е што ние како политичка партија, например, за името имаме најтврд став, сметаме дека ние на референдум името не сме го добиле, ниту треба и ниту смееме да го потврдуваме на референдум. Од друга страна, со кадрите со кои што располагаме, јасно кажуваат дека се кадри кои што можат да дадат резултат на политичките функции кои што ги има. Сметам дека во граѓанската опција за Македонија членуваат пред се луѓе, вие спомнавте профит политички, кои што не се пред се влезени во политиката ради политички профит, односно заради решавање некое свое екзистенционално прашање, туку напротив заради политичката програма, ориентацијата на партијата и се друго. Во овој момент ние сме во коалиција со ВМРО ДПМНЕ од причини што е загрозена Република Македонија, загрозена на државата и однатре и однадвор. Од внатре се представниците на шарената револуција, начело со господин Зоран Заев, а од надвор и тие имаат име и презиме, тоа е Чадорот. Кога во ваква ситуација државата ни е во сериозна опасност и ние од ГРОМ проценуваме дека 11 декември е побитен датум дури од 8 септември,
затоа што на 11 декември ние треба да потврдиме дали сме зрели да имаме држава, дали можеме да обстанеме, дали можеме натаму самостојно да се развиваме и да ги пробиваме патиштата низ меѓународната заедница, или пак ќе станеме вазалска држава. Од тие причини граѓанската опција за Македонија смета дека овој момент не е добро да ги растураме гласовите како што направија некои други помали политички партии, туку напротив треба да ги групираме партиите за да биде Македонија една единствена, за да се одбрани унитарноста на Република Македонија, за да покажеме дека ние, македонците, имаме своја ја, дека не може да не меси кој како сака и дека со оваа држава не може да управуваат амбасадори, туку ќе управуваат политичари избрани од народот, од граѓаните на Република Македонија, и затоа сметам дека треба да им покажеме цврстина на сите и на тие однатре и на тие однадвор дека Република Македонија знае да се бори за своите национални интереси. Тоа е, значи, за мотивите за коалицијата. Реков на почетокот, значи, не сте во улога на градоначелник, меѓутоа морам да ве запрашам за дел од вашите проекти и случувања во општина Карпош, кои се на некој начин пример како треба да се постапува секаде, па во тој контекст, еве, обновливите извори на енергија, екологијата, она по што сте познати во државата и надвор од неа, еве, неодамна добивте престижно едно признание. Тој дел од програмските партии, предизборни партии на сите, и на коалициите и на партиите, некако најмалку се акцентира, а како што гледаме примат имаат политичките, економските, социјалните делови од програмата. Задоволен ли сте она што се нуди во програмата? Реално е насочено токму кон иднината всушност на секоја држава, а тоа е енергијата, обновливите извори и заштита на природната средина. Па, видите вака, енергетскиот сектор е многу битен сегмент од економијата на една држава. Ако вие немате доволно енергетски потенцијали или евентуално ако не обезбедите стабилно снабдување со енергија на државата, вие не може да очекувате и економски развој. Економскиот развој мора да го прати и енергетска стабилност на земјата. Од тие причини секогаш владата секоја година носи енергетски биланс за наредната година. Тој негде во ноември се носи за наредната година и мислам дека едно од битните прашања, ние како политички противници мора да имаме одредени прашања по кои што ќе имаме сите консензус. Еве едно прашање по кое што ние треба да се обединиме сите, а тоа е околу намалување на потрошувачката на енергија, околу се повеќе стимулирање на изградба на обновливи извори на енергија и намалување на емисијата на гасови во атмосферата. Впрочем, тоа е и на протоколот 20-20-20, што значи намалување на 20% емисија на гасови, 20% обновливи извори на енергија и 20% заштеда на енергија. Ако вие имате поевтина енергија, тоа значи дека ќе имате и поевтини производи, бидејќи во секоја услуга, во секој вие овде што работите, сега зимно време мора да се греете. Апаратите си работат на електрична енергија, што значи дека ако имате ефтина енергија, тоа значи дека вие ќе има вашите трошоци ќе бидат помали и вашиот производ, конкретно вашата услуга ќе биде поевтина на пазарот, а тоа значи дека целото стопанство ќе биде поконкурентно. Да не зборувам за она што значи граѓанство и трошоците за граѓаните кои што се намалуваат. Ние во Карпош, во тој дел, веќе по училиштата имаме обновливи извори, значи со термални пумпи имаме училишта кои се греат. Сега имаме училиште кои се грее на дрвен чипс. Значи, се што е отпадно дрво, ние го мелеме и тоа исто така одлично функционира. До сега имаме направено, за ова година беа предвидени 50 фасади термички, 40 фасади до сега се направени, фирмите се презафатени и тие фирми работат на многу места, но како да е ке... Полека расте свеста за необходноста од овие проекти. Граѓаните ги менуваат со нивни средства прозорите, ставаат термопан прозори со двослойно или трослойно стакло.
од ПВЦ столарија се става и со тоа кога ќе се направи фасадата, автоматски граѓаните најмалку 15% од енергијата штедат. Веќе ние со топлификација се договоривме и им ги дадовме сите оние згради кај што се направени термички фасади да ја намалат испораката на електрична енергија, тоа значи и намалување на трошоците за грејење на граѓаните. Со термичките фасади планираме да продолжиме и во наредниот временски период, така да 2019 година прилики имаме 160 згради во Карпуш, сметаме дека сите ќе бидат енергетски ефикасни. Но реков дека не е тоа само доволно, значи мора да има во објектите и штедливи потрошувачи на енергија, затоа како општина и даваме стимулација, односно намалуваме 20% од комуналите, враќаме назад за оној што ќе има, например, фасада како што треба, прозори како што треба, кој ќе има апарати осветлување, болери на сончева енергија и ако се грее на обновливи извори на енергија, тој ги исполнува сите услови да ги добие сите средства 20% враќање. Така сакаме постепено и граѓанството да го навикнеме за некој период од 10 години, значи се што ќе се гради да биде енергетски ефикасно. Како го цените овој дел во предизборната програма на коалицијата предводена од ВМРО? За жал политичката тема го преокупира и политичките актери, носителите на листи, лидерите на партиите и малку време останува за останатиот дел од програмата, кој што зафаќа битен сегмент во политичката програма на коалицијата за подобра Македонија. Една од главните точки на кои што се апострофира во оваа изборна кампања, тоа е гасификацијата на Република Македонија, значи крак оди овде преку Штип, Свети Николе Штип. Многу е битно да имате повеќе алтернативи. Гасификацијата, значи, ако не ви одговара да се греете на нафта, на дрва, на обновливи извори енергија, можете да се греете на газ или да користите во Скопје јавно парно, тоа значи дека вие имате повеќе алтернативи и ќе го бирате оној енергенско што за вас е поевтин. Да не зборам што тоа значи за стопанството, исто така вие овде имате многу фабрики во Штип, особено во трудоинтензивните дејности, а намалување на трошоците, особено за грејење и летоска за ладење, тоа битно ќе влие на зголемување на нивната профитабилност. Може ли се гледате ли да речеме како министер, со оглед на тоа дека имавте искуство како министер за економија, за труд и социјална политика, овој пат да речеме за енергетика, нешто такво? Енергетиката е составен дел на Министерството за економија. Јас бев министер за економија. Тоа е едно големо министерство што офаќа многу работи, покрај во енергијата спаѓа различните начини на снабдување со енергија, каде што влегуваат термоенергијата, хидроенергијата, енергетската ефикасност, снабдувањето со газ, снабдувањето со нафта и така натаму, но јас и натаму планирам да се посветам на работа во локалната самоуправа и имаме одлични резултати во Карпуш. Сметам дека до 2020 година Карпуш дефинитивно ќе биде најбавната и најсредната општина во Република Македонија со комплетно реконструирани фасади, променети кровови на зградите, значи тие згради спремени за наредни 30 години. Веќе ние од 14 местни заедници во 10 местни заедници до негде април месец сите улици, сите рабници, сите тротоари, канализации, се е тоа реконструирани ново. Значи може да замислите 65.000 жители, веројатно Штип е толку, за отприлика за 8 години вие да ги реконструирате сите улици, сите тротоари, сите рабници, подземните инсталации, улично осветлување, канализација каде не била како што треба нова, каде што немала, ние не асфалтираме улица без претходно да извршиме реконструкција на фекалната канализација, иако немало да поставиме нова атмосферска канализација. Во овој момент до сега во Карпуш за 8 години е направено 35 километри канализации и затоа ако слушате за поплави, во Скопје само во Карпуш нема поплави. Добро, господине Екимовски, ви благодарам за вашето учество. Сосема на крај, само веројатно нема да се видиме до изборите, со оглед на тоа дека не сте како член на кандидатска листа пратеници од третата изборна единица. Чисто вака за 11 октомври, што ќе им порачате на граѓаните, што очекувате, еден апел за крај и... Има символика во ова вие што направивте намерна грешка 11 октомври. За нас, граѓаните на Република Македонија, 11 декември треба да биде исто светол датум како што е 11 октомври. Треба да излеземе на гласање, во што е можно поголем број.
да ги оставиме личните фрустрации, да го оставиме личното незадоволство од извршена или неизвршена работа од владата или некој владин представник и така натаму, туку напротив за Македонија се работи. Македонија мора да биде една и единствена унитарна Македонија, без ревизија на рамковниот договор и без тие апокалиптични размислувања на одредени политичари, и со ова да покажеме дека Република Македонија може да се развива сама. Треба да има раководители кои што таа ќе ги избере. Во спротивно Македонија ќе стане вазална држава, со незе ќе некои од странските амбасадори ќе управуваат во Република Македонија и ќе се отворат прашања за промена на уставот, за двојазичноста, за бинационална држава, за федерализација, односно за кантонизација на Република Македонија, а тоа значи за целосно нефункционална држава, од што граѓаните на Македонија ќе го загубат својот спокој, а нема да имаат корист, туку само ќе имаат зијан сите граѓани на Република Македонија, и тоа значително ќе го забави и онака спориот развој на Република Македонија. Господин Јакимовски, ве благодарам за гостувањето, почитувани гледачи. Тоа беше лидерот на граѓанската опција за Македонија, коалиционен партнер на коалицијата за подобра Македонија.